Луѓе облечени во бело искачени на познатите 7 езера на Рила на надморска височина од 2100 метри изведоа специјален медитативен танц познат како панеуритмија, кој траеше повеќе од 1 час. Тие се следбеници на универзалното бело братство, езотерично друштво кое ги комбинира христијанството и индискиот мистицизам. Тоа беше основано од бугарскиот теолог Петар Деунов уште во далечната 1897 година, но забрането за време на комунизмот и се уште се смета за секта од страна на Бугарската православна црква. Братството ја нагласува љубовта, здравите навики, позитивното размислување и живењето во склад со природата. Движењето нема точни податоци за неговите следбеници, но се верува дека има десетици илјади, можеби и повеќе широм светот, главно во Франција, Белгија и Швајцарија, но исто така и во Соединетите држави, Канада, Мексико, Исланд и Конго. Неговите следбеници веруваат дека позитивната космичка енергија е најсилна во регионот на 7 Рилски езера кон крајот на август и оти панеуритмијата ќе им помогне да ја канализираат таа енергија и да ја шират низ целиот свет. Панеуритмијата е танц којто сочетава музика, движение. Тя се развива в трите свята, в физическия, в духовния и в божествения. С тези упражнения ние правиме контакт в трите свята, не само тук в нас, ами общо в целия кръг и общо в целия всемир. Всяко едно упражнение хармонира и развива нещо в нас. И по този начин човек се чувства добре, позитивно настроен, пълноценен в останалата част от живота, който води. Но това е здраве, това е пътя към здравето за мен. За всеки друг може да е нещо различно. За мен това е зареждане, свързване с природата, пътя към здравето, така връщането и връзката към сърцето, към моето сърце, защото ние сме станали много разсъдливи. Медицинските истражувања објавени во 2013 година сугерираат дека редовната пракса на панеуритмијата ја подобрува рамнотежата и физичката издржливост, додека намалува агресијата, го зголемува оптимизмот и добро се носи со депресијата.